Сето тоа е едно криминално дело кој што е организиран криминал по мене, каде што сега гледаме дека почнува и Државната комисија за спречување на корупција да ретерира во таквото нешто, инаку беше дадена до сознание дека треба да се затвори предмет, но не може да се затвори бидејќи нема и рок на ова кривично дело. Имајќи го во предвид целокупна ова ситуација и непреземање на мерки на нашите институции, јас се обратив и до отворено писмо доставив и до Американската амбасада, кој што деновиве очекувам и да ме примат на разговор, да ги дефинираме и многу други моменти кои што се случуваат, затоа што покрај незаконското, кривичното дело кој што го направил универзитетот, кој што морам да кажам дека веќе сите институции се во една трудост, очекувам од Министерот за правда да си формира комисија, да ги открија сите овие 400 со име и презиме кои се, да се истакнат и да им се понишат решението за незаконското стекнување на тие правосудни испити. Воедно кривична постапка треба се покрене и на поранешниот министер Јашари, ако во дадениот случај министеров Тупанчевски не покрене постапка. Значи тој прави исто така соучесник во тој криминал и нормално јас секако ќе барам, значи како правна држава, ако сакаме да одиме тоа она што го бараат и сите странски институции, значи барам негова неотповиклива оставка ако не се презема мерки. Во спротивно, бидејќи имаме и други свиркачи кои што укажуваат и за други нелегитимни лиценци кои што се добиени во тоа министерство, но сето тоа дополнително ќе бидат доставени до оние истражувачи кои што ќе бидат од Американската амбасада.